Добро вечер, започнува дневникот на Канал Плюс телевизија. Пред да започнеме редоследно со содржините, накратко да ја проследиме најавата на главните теми на денот. Под мотото за безбедна храна од нива до трпеза, денес се одбележува Светскиот ден на здравието. Со награди за најуспешните ученици и вработени започна славењето на 8 април, денот на ромите. Денес е Благовец, верниците се подготвуваат за Великден, подароци и шарено великденско јајце во Штип. Под мотото за побезбедна храна од нива до трпеза, денес се одбележува Светскиот ден на здравието. Храната која содржи штитни бактерии или хемикали може да предизвика над 200 заболувања. Според Светската здравствена организација, неисправната храна е причина за смрт на околу 2 милиони луѓе годишно. Денес 7 април е Светскиот ден на здравието. Овој ден се прославува секоја година, со што се одбележува и денот на основањето на Светската здравствена организација. Светската здравствена организација секоја година одбира приоритетна област на глобалната јавноздравствена грижа како тема за Светскиот ден на здравието. Темата за Светскиот ден на здравието за 2015 година е посветена на безбедноста на храната со мото за безбедна храна од нива до трпеза. Денеска здравствените работници на општина Штип го одбележаа Светскиот ден на здравието. Директорот на сите здравствени работници им го честита денешниот ден. Од името на сите вработени на клиничка болница Штип, ви го честитам 7 април меѓународниот ден на здравието и ви посакувам добро здравие и успеси како на личен, така и на професионален план. На вработените во педиатриската дејност им го честитам јубилеот од 70 години. Постоење на оваа дејност во Штип, а на вработените интерно одделение 25 години успешна работа и развој на кабинетот за ендоскопија. Особена чест и задоволство ми е да го честитам јубилеот на работниците со 10 и 30 години непрекинат работен стаж, како и на нашите херои, кои речиси половина животен век пожртвувано работеа во болницата, а тоа се работниците со непрекинат работен стаж од 40 години. Искрен поздрав до вработените во клиничката болница и до нашите гости. На сите здравствени работници и соработници им го честитам меѓународниот ден на здравието. Единствена желба која ви ја посакувам е добро здравје, но и квалитетен живот. Моje задоволство е да по трет пат ви се обратам. И тоа со гордост, затоа што заеднички постигнавме цели насочени кон подобрени здравствени услуги, а овозможени од вложување од страна на Министерството за здравство во современи апарати, во вработувања, над 70 нови вработувања и очекувани 48 трансформации во редовен работен однос на волонтерите. Оваа година одделението за педиатрија во клиничката болница во Штип слави 70 години од формирањето. Директорот на клиниката им додели признание за долгогодишна и успешна дејност. Во склоп на Светскиот ден на здравието, свечено беа врачени признанијата на недобрите здравствени работници од клиничкиот центар во Штип. Остануваме со здравата храна. Денес во Штип имаше предавање на тема како до поголеми и поквалитетни приноси во производството на пченка. Се промовираше системот капка по капка, кој може да резултира со тројно зголемување на приносите. За набавка на ваква механизација за наводнување, ИПАРД програмата нуди субвенционирање од 50 до 75%. Во Агенцијата за потекнување на земјоделското производство се одржа промоција на опремата за наводнување систем капка по капка. Станува збор за проект за експанзија на мали бизниси, финансиран од американската и швајцарската влада преку промоција на иницијативата за одгледување на повеќе пченка. Ова е посебно значено за одгледувачите на крупен добиток, како и во живинарството и свињарството,
како поголеми потрошувачи на добиточна храна. Мерката конкретно се однесува за набавка на системи капка по капка за одгледување сончоглед, пченка и фуражни култури, како што кажав. Најмалку може да се аплицира за 2 хектари, максимумот е 10 хектари. Има начин на бодување, инаку можат да аплицираат физички и правни лица, кои што се значи дали индивидуални земјоделци или друга форма согласно закон за трговски друштва. Тоа апсолутно не е никаков проблем. Единствено што треба да имаат е да се обврзат дека имаат доволно површина, 2 хектари, без разлика дали тоа на една парцела или на неколку парцели, да имаат доволно површина и на таа површина да одгледуваат една од овие 3 култури за кои што ги напоменав и да имаат пристап до вода. Финансиската конструкција за опремата е во сооднос 50:50, а за повисоките планински места и доколку за оваа мерка конкурираат лица до 40 години и жени, тој сооднос може да биде до 75 учество на државата наспроти 25% на апликантот. За 2 хектари може да чини од сега ќе ви кажам околу 2500 евра, од кои што 1250 се враќаат назад. Тоа е најскапата опрема, а може да чини и околу 1500 евра, односно 750 евра за 2 хектари, во зависност од кој добавувач ќе ја викнат. Практично целта на оваа кампања е да се поттикнат земјоделците за примена на системот капка по капка во одгледувањето на пченката и сончогледот и другите фуражни култури. Бидејќи во последните 2 сезони во регионите каде што бил применет овој систем, приносите биле зголемени од 4 на 13 тони пченка, како и до 80 тони силажа од единица површина. Уште една здравствена тема. Временските прилики и неприлики им го нарушија здравјето на граѓаните. Најчувствителни на наглите временски промени се хронично болните и лицата со намален имунитет. Временските осцилации ја наполнија итната медицинска помош во Штип. Наглите промени на времето деновиве влијаат правенствено врз здравствената состојба на луѓето. Најчесто се одразува на пациентите што се хронично болни. Овие промени предизвикуваат влошување на нивната состојба. Поради разликите во температурата, дојде во итната медицинска помош, дојде околу 20 на хронично болни пациенти кои побара помош од нас. Ние им ја укажавме таа помош и дадовме препорака за да си ја пијат редовно терапијата од препишана од матичните лекари и нивните специјалисти, да примаат повеќе витамини. За ова деноноќе имаше околу 10 на хронично болни. Варијацијата на температурата на воздухот не е очекувана за овој период. Актуелните временски услови влијаат како на здравите, така и на болните лица. Јасно е дека кај децата и кај возрастните најмногу влијае, посебно кај оние кои што се хронично болни, а инаку влијание има кај сите. Да ги минуваме временските услови не можеме, но во зачување и унапредување на здравствената состојба можеме многу да сториме, препорачуваат лекарите. Придржување кон принципите за правилна исхрана, одржување на соодветна телесна тежина, внес на витамини, минерали и доволно течности, како и одмор, но и рекреација, е она што најмалку можеме да сториме за доброто здравје подолго да не служи. По најавите за нов температурен шок од среда со затоплување на времето, лекарите апелираат хроничните пациенти редовно да земаат терапијата и да се консултираат со матичните лекари. Утре е 8 април, меѓународен ден на ромите. Во Берово наградени се најдобрите ученици роми во основните и средните училишта. Јавното предпријатие ИСАР Штип со свеченост и награди им го честита празникот на своите вработени роми. Во текот на утрешниот ден точно напладне со дефиле од Радански пат преку централното градско подрачје на селбата Леваци и повторно до Радански пат, ромите од Штип ќе го одбележат Светскиот ден на ромите. Одбележувањето ќе заврши со културно-забавна манифестација во вечерните часови. Претходно, делегација составена од поголем број роми ќе оствари средба со градоначалникот на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев, на која ќе го запознаат со круцијалните проблеми со кои се соочуваат. Можам да кажам најмногу ги издвоивме како 3 приоритети. Првиот приоритет беше кој што веќе општина Штип има аплицирано со проект. Значи тоа е во областа на вработувањето.
каде што имаме аплицирано во фондовите на ИПА, каде што Општина Штип има донесена одлука во која што ќе учествува со финансирање за овој проект, а останатите 180.000 евра ќе бидат побарани од овие фондови. Тоа е првиот проект. Она што во скоро време беше исто така изготвено од страна на Општина Штип и што сметавме дека е битен проект, а тоа е инфраструктурни проекти во рамките на Општина Штип, каде што претежно живее ромско население. Уредувањето на улиците Косовска и Радански пат до Света недела се уште едно горливо прашање кој ќе го постават на средбата со градоначалникот Захариев. Ќе има реконструкција на водоводната и канализационата мрежа, ќе има асфалтирање на делови од улицата Радански пат и Света недела. И можам да истакнам дека третиот најважен проблем во кој што веќе имаме и конкретни чекори, а тоа е лицата, семејствата кои сте згрижени во старото нервно одделение. Значи Општина Штип во рамките на своите можности, значи има веќе направено одредена програма на кој начин ќе можат овие исти граѓани да можат да се згрижат, но сето ова значи ќе оде заедно во соработка со владата на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика и Министерството за транспорт и врски. Станува збор за изградба на нова така наречена социјална зграда, која ќе го реши стамбениот проблем на ромите на кои не им е решено ова прашање. Што се однесува до образованието, секоја година Општина Штип учествува во проектот за инклузија на децата роми во детската градинка Астибо. Оваа година, како и минатата година, имаме офатено 30 дечиња и интересот на родителите за вклучување на децата роми, значи секоја година е се поголем. Целта на проектот е подобрување на социјалните вештини на децата роми, значи изголемување на опфатот на децата роми во јавните детски градинки, изучување на македонскиот јазик и така натаму. За престојот на децата роми во клоновите на градинката Астибо, родителите не плаќаат ниту денар, бидејќи овој проект е финансиран преку Министерството за труд и социјална работа, Ромскиот едукативен фонд и Општина Штип. Ромите во Македонија сочинуваат една од малцинските етнички групи. Според пописот од 2002 година, во Македонија живеат околу 53.879 роми или 2,66% од вкупното население. Организацијата на Обединетите нации го прогласи 8 април како Светски ден на ромите, откако на тој датум во Лондон 1971 година беше организиран првиот конгрес на ромите, кој траеше до 11 април. Во пресрет на 8 април, празникот на ромите, директорот на јавното предпријатие Истар Ангел Бојаджиев денес во знак на внимание им го честита празникот и им подари мали подароци. Јавното предпријатие ИСАР во знак на мало внимание, значи ги повика сите вработени од ромска националност овде во нашите простории и на сите ќе бидат дадени скромни поклони по повод нивниот празник. Ќе им го честитаме празникот. Во јавното предпријатие ИСАР работат голем број роми и се носители на разноразни работи кои што ги извршуваат во нашето јавно предпријатие. 8 април е многу значаен ден за ромите. Еве што тие мислат за овој гест на директорот Ангел Бојаджиев. Сакам да се благодарам на директорот за гест што го направи. Ете со едно мало почитување, ни го честите празникот 8 април, кој денешниот утрешниот ден ни значи на нас многу, затоа што во 8 април 72 година по иницијатива на глумецот Југ Бринер ние станавме како нација во светот по името Ром. Иначе, знаете, сите не викаат цигани, чергарица тоа, али од 72 навака ние сме по нација Ром. И од тој ден навака ние го славиме празникот на денот од како што е основано 8 април. Јавното предпријатие ИСАР е едно од оние предпријатија кое има вработено најмногу роми. Вкупно се вработени 53 роми кои се на различни функции. Општина Берово и годинава активно ќе се вклучи во одбележувањето на 8 април, Светскиот ден на ромите. Заедно со представници на институциите и ромската заедница, во Домот на културата Димитар Беровски годинава ќе биде организирана манифестација, на која меѓу другото ќе бидат доделени и признанијата за ученици роми со постигнати најдобри резултати во тековната учебна година. Ние како локална самоуправа одвоивме средства на невладина организација која си зема за право да го организира тој ден. Јас како градоначалник одвојувам секоја година финансиски средства за најдобрите ученици во општинските основни училишта и во општинското средно училиште. Им доделувам награда по висина од 3000 денари на учениците.
Така да сето тоа заедно со луѓето од ромската популација го правиме и мислам дека е тоа еден датум, ден кој заслужува да биде одбележен. Одбележувањето на 8 април, Светскиот ден на ромите во Берово, се реализира со посредство на Ромскиот информативен центар. По повод Светскиот ден на ромите 8 април, кој што се организира свечена манифестација. 8 април ќе го организираат граѓани од Берово, имаат направена програма, на која што програма ќе учествуваат представниците на институциите, како ромската заедница и ние представници на Ромскиот информативен центар. Ја користам приликата на сите роми да им го честитам Светскиот ден на ромите и да им посеќам здравие, среќа и миролюбие и многу успех во сите полиња. Во упатената честитка кон ромската популација, градоначалникот Драги Наџински истакна дека Берово важи за град и место каде од секогаш имало соживот и толеранција еден кон друг, нешто кое што ќе остане традиција. Инаку денот на ромите од 2007 година е државен празник во Република Македонија за граѓаните кои што и припаѓаат на ромската етничка заедница. СВР Штип поднесе кривична пријава против компанијата Коле Транс Инженеринг и против управителот заради сомнение дека сторил кривично дело незаконска експлоатација на минерални суровини. Пријавениот без концесија вршел експлоатација на гранит од рид во населба Пребек во Штип. Имено пријавените без да поседуваат концесија и дозвола за експлоатација на минерална суровина, подолг временски период со работна машина багер вршеле експлоатација на неметалична минерална суровина, гранит од рид во населбата Пребек во Штип. Од страна на секторот за внатрешни работи Штип, работната машина багер е одземена со потврда за привремено одземени предмети. По преземените мерки од страна на полициски службеници при секторот за внатрешни работи Штип и инспектори од Државниот инспекторат за техничка инспекција при Министерството за економија, констатирано е дека на горе наведеното место пријавените незаконски извршиле ископ на наведената минерална суровина во количина од 3500 до 4000 кубни метри, со која количина е нанесена штета на Република Македонија. Продолжен е рокот за собирање потписи за поддршка на групната представка до Уставниот суд за оспорување на законот за хонорарците. Поддршка на иницијативата граѓаните на Истокот може да дадат во Штип, Бирово и Дилчево. Откако беше усвоен новиот закон за хонорарци, граѓанската платформа Ајде реши со уставна иницијатива да ја оспори уставноста на 8 закони кои се поврзани со законот за плаќање на придонеси од страна на хонорарците. Собирањето на потписи против новиот закон за хонорарци започна на 23 март и е проложен до задутре. Тоа е со цел доколку уште има некој интерес да се потпише, дека може да се потпише, поради тоа што голем дел од образците доаѓаат и ги земаат, па ги потпишуваат по разни организации и институции и ни треба малку време за да ги собереме, значи физички да ги собереме од оние што се потписници и најглавната причина е што во Скопје има голем интерес, а временските услови не дадоа можност да се поставуваат штандови надвор и затоа уште неколку дена е продолжен рокот. Неофицијално на ниво на држава до вчера беа собрани околу 5000 потписи, од кои над 700 се во источниот плански регион, а нешто над 100 во Штип. Откако ќе бидат собрани, ќе бидат доставени до Скопје, на едно место ќе се соберат со еден мал настан како перформанс ќе бидат доставени, да речем свечено, до Уставниот суд на 27 април и понатаму ќе очекуваме одлуката на Уставниот суд. Оваа иницијатива со својот подпис ја поддржаа претежно оние граѓани кои се најмногу засегнати, односно актери, музичари, членови на невладини организации, преведувачи и студентите како сегашни и идни хонорарци. По доставување на подписите, Уставниот суд формира посебна комисија за тоа, која што назначува судија известител, кој што треба да го разгледа предметот и да види дали е уставен не само овој, туку тангира повеќе закони, значи се работи за 8 закони, законот за пензиско, за инвалидско осигурување, законот за вработување и други закони и понатаму во некој рок
кој што не е баш многу краток, Уставниот суд мора да одлучи. Ние нормално се надеваме дека одлуката ќе биде позитивна и дека ќе се врати старото решение. Новиот закон за хонорарци не ги дава очекуваните резултати, велат од фондацијата, и понатаму хонорарците остануваат невработени и нема да имаат придобивки од сето ова, како на пример користење на годишен одмор, немаат право на плата, како што е нејасно и на колку време ќе бидат осигурани, како ќе бидат одјавувани, дали ќе можат повторно да се пријават и така натаму. Од Фондацијата за развој на локална заедница со апел сите заинтересирани да ја извршат својата граѓанска должност и со својот потпис да ја поддржат оваа иницијатива во просториите на Фондацијата за развој на локална заедница, која се наоѓа во детската градинка во Штипската населба Сењак. Сличишта и одрони се појавија после обилните врнежи и деновиве. На неколку места во Штип има сличишта за чија санација општината превзема мерки, а одрони и пропаѓање на земјиштето го отежна и го прекинаа сообраќајот на неколку места во регионот. Обилните врнежи од дожд, односно од циклонот кој го зафати источниот регион, направија доста проблеми и предизвика штети. Свлечишта и одрони на улиците може да се забележат на повеќе локации на истокот. Во Штип се појавија свлечишта на земјините површини на повеќе места во градот, на стадионот во Суитлакот, во Новосело, на градските гробишта и на улицата Цветан Димов, кои може да предизвикат голема опасност. Обилните врнежи донесоа и нови проблеми за општина Штип, поточно за градот, а тоа е појава на неколку свлечишта. Конкретно се појави слечиште во Клисурскиот дел на патот кој води низ Ново село, патот кој што води до градските гробишта, потоа имаме слечиште во Три чешми, на улицата Цветан Димов, кое што беше активирано уште векот на поплавите пред 2 месеци, како и на Суитлакот, каде што е лоцирано игралиштето кое што го направи Агенцијата за млади спорт. Уште во текот на вчерашниот ден направени се фотографии, истите се испратени до Агенцијата за млади спорт. Контактираме со нив со цел да се овозможи нивна поддршка и помош во решавање на овој проблем. Општината прави напори да ги санира штетите од овие слечишта. За среќа не се толку алармантни и големи, немаме ниту човечки жртви, не дај Боже ниту да има, така што се што е во наша моќ како општина преку јавните претпријатија ќе биде ангажирана механизација и луѓе со цел да се санираат овие штети. Покрај слечиштата на патиштата во истокот имаше и големи одрони кои беа предизвикани од врнежите. Од Автомотосојузот на Македонија препорачуваат внимателно возење поради влажноста на коловозите, особено на патните правци Делчево, Виница, Берово, како и застој во сообраќајот на патниот правец Крупиште-Пробишти. Целосен прекин во сообраќајот од 12 часот поради голем одрон има и на патниот правец Скопје-Велес. Православниот свет денес го слави празникот Благовештение или Благовец. Денот е посветен на убавата вест за зачнувањето на Исус и во многу делови на светот се слави како празник на мајките. Долга традиција на славење овој празник има и кај нас. Денеска е Свето Благовештение или ке народот познат како Благовец. Овој празник се смета за тежок, а некои дури го сметаат и за голем празник како Великден, поради што се вели Благовец прв ден Великден. Празникот Благовештение се бројува во постојаните празници секогаш на 7 април според новиот или на 25 март според стариот календар. По тој повод утрово се одржа утрена божествена литургија во црковниот храм Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани. Светата православна црква денес го чествуваше споменот на Светото Благовештение. Моментот кој што ни е познат и кој што ни опишан во Евангелието, кога архангелот Гаврил дошол при светата наша владичица Богородица, или мајка на Христос, и кога ја поздравил со поздравот радувај си и ја соопштил благата вест, дека конечно на земјата ќе дојде, односно ќе се роди Спасителот наш Господ Исус Христос. Значи ова представува едно исполнување на едно древно ветување, односно попаѓањето во грев на нашите прародители. Бог им ветува дека ќе дојде Спасител, кој што ќе го избави човекот од гревот. И тоа ветување се исполнува во ликот на Христос, токму на оној Богочовекот, родениот од нашата преста владичица и мајка Богородица. Начинот на кој што е зачнато и е роден самиот Господ и Спасител Исус Христос е скриен за нас. Во Светото писмо се вели дека е Светата Дева осената од Светиот Дух
И нели целиот процес на раѓање на Христос бил надприроден, односно за време на раѓањето Светата Дева не чувствувала породилни болки како што нели е природно да се чувствува, туку таа го родила безболно и со самото тоа нели се укажува дека веќе почнува враќањето на човекот во она првобитна рајска заедница со Бога. На овој празник постојат неколку верувања меѓу верниците. Поради тоа што овој празник е благ ден, се верува дека раната не боли, па на малите деца им се дупат ушите за обетки. Со благовет се поврзани доаѓањето на птиците преселници, штркот, ластовицата, кукавицата, славејот и други. Се верува дека дури и да вее снег, птиците преселници доаѓаат на овој ден. Денеска честитајте им го имениот ден на оние кои го носат името Благоја, Благојка, Блаже, Благица, Баже, Блага. Во пресред на големиот христијански празник Великден во Домот на културата Ацо Шопов во Штип поставена изложба Шарено великденско јајце. Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ Штип денес со празнични подароци ги посети децата во центарот Искра. Општина Штип во соработка со Националната установа Центар за култура Ацо Шопов по повод великденските празници ја реализира манифестацијата Шарено великденско јајце. Од 2011 година ова изложба станува традиционална во Центарот за култура во Штип и е поддржана од страна на Министерството за култура со одредена сума на финансиски средства кои ги задоволуваат потребите за ова изложба. Идејата ни беше да ова стане традиционална изложба, зашто сум горда и веќе е традиционална четврто поред оваа година и се надевам дека и натаму во наредните години ќе продолжи. Изложбата е конципирана на следниот начин. Училиштата, основните училишта и двете градинки кои што ги има во градот, да си направат свој штанд, да си го украсат по нивна замисла и потоа од страна на жири комисија која што е составена од 3 члена да се прогласат најдобрите. Групни награди ќе бидат доделени на Велики четврток, една за предучилишна возраст, односно за една од градинките и за најдобро училиште. Наградите се книги кои се прилагодени според возраста во висина од 3000 денари. Изложбата е веќе поставена од вчера, може да се види во текот на целиот ден, што значи од наутро од 8:30 до 20 часот навечер. И свеченото отворање ќе биде во четврток во 11 часот со прогласување и потоа експонатите си ги земат сите учесници во изложбата. Во пресред на великденските празници, Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ Штип ги посети учениците од Центарот Искра. Традиционално со години наназад Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ ги посетува во пресред на великденските празници, ги посетува дечињата од средното посебно училиште и со големо задоволство им подаруваме по едно великденско јајце. Во континуитет ово училиште не само за време на празниците, очекува внимание од бизнис заедницата и граѓаните во општина Штип. Имаме различни потреби. Во овој момент имаме испратено барања во поголемите државни компании и приватни компании во државата за донација на патничко моторно возило и во Агенцијата за одземен имот за донација на комби возило. Па за потреби на училиштето, т.е. за превоз на учениците и патничко возило за секојдневни потреби, а највеќе за користење за потреби за учениците. Значи, посети секојдневни во фамилии, увид во семејства, носење за болнички потреби и така. Празнични подароци се подели и во дневниот центар за деца со посебни потреби. Во просториите на Ракометната федерација на Македонија денеска беше одреден патот кој треба да го издвои новиот освојувач на националниот ракометен куп на Македонија. Бранител на пехарот од минатата сезона е Вардар, кој овој пат ќе биде најголем фаворит во конкуренцијата на 10 суперлигаши и 4 праволигашки екипи, почнувајќи уште од четвртофиналната фаза за која денеска беше извршена ждрепка. Вардар ќе почне против праволигашот Борец, а во истата група ќе се вкрстат и Прилеп и Охрид. Победниците ќе се сретнат во свое видно финале, а победникот оди во Фајнал фор завршницата.
По ист принцип ќе се игра и во преостанатите 3 групи, во кои носители се Металург 2, Зомимак и Металург. Надпреварите ќе се одиграт на 18 или 19 април во договор на екипите учесници. Домакините веќе се знаат со исклучок на третата група, во која носител е Зомимак и каде што доправа треба да се реши. Final Four турнирот е предвиден за 16 и за 17 мај. Овде завршува дневникот на Канал Плюс. Во продолжение проследете ја временската прогноза. Имајте пријатна вечер со нашата програма.